ВМРО-ДПМН сака контролирано, а не реформирано судство, вели опозицијскиот лидер. Филип Чиденеска тврди дека власта не спроведе ниту една реформа од европската агенда, па кога нема со што да се пофали, шири лаги за опозицијата. СДСМ нема соработка ниту со ДУИ, ниту со Левица, но Филипче вели дека нема да се изненади ако по локалните избори ВМРО-ДПМН влезе во владина коалиција со Ахмети. И сега сме сведоци дека огромен број од ветувањата и работите што ги кажале пред 4 години, таму кај што имаат сега градоначалници, едноставно не се исполнети. Мислам дека за нивниот тесен партиски и личен интерес се спремни се да направат. Еве, кажете еден проект кој што е завршен во Скопје во рамките на нивните градоначалници во било која општина. Еве што е завршено во Ајрат. Еве барем една работа, не мора две. И кога немаат што да кажат, се занимаваат со опозицијата, со спинови, со некакви приказни, со подгревање на меѓунационални тензии. Како да се реши проблемот со загадувањето, денеска беше во фокус на кандидатката за град Скопје. Шукова ветува 15 паркови во првите 15 месеци, зелен појас околу Скопје и хуман третман за уличните куќиња. Предвидовме да се бесплатни филтри за оџаците за домаќинствата. Ова е пракса која што е спроведена во многу европски градови и покажа резултати. Секоја година по 5 до 10.000 домаќинства, односно за нивните оџаци, кои што каде што излегуваат голем дел од ПМ частичките, да им се постават филтри кои што ќе ги задржуваат ПМ частичките. Аеродромот се соочува со сериозни инфраструктурни предизвици. Сообраќајен метеж, недостиг од паркинг простор и небезбедни пешачки и велосипедски патеки. Нашата програма нуди решение, а не празни зборови. Во соработка со град Скопје ќе завршиме изградбата на булевар Асном и ќе обезбедиме нови коридори за поврзување со соседните општини, вклучително и нова сообраќајница помеѓу аеродром и Кисела вода, како и реконструкција на улицата Фрањо Круз и незините краци. Пензионерите во Центар пак ќе добијат дом за стари лица и двојно поголема финансиска поддршка. Градиме дом за стари лица во Центар со субвенционирана цена од 12.000 денари. Ова беше едно од главните барања на нашите пензионери. Дополнително, двојно ја зголемуваме еднократната парична помош за пензионерите, со просечна пензија од 2500 на 5000 денари. Нашите пензионери, баби и дедовци, се нашиот приоритет. Коалицијата предводена од СДСМ вечерва ќе одржи митинзи во Кичево и Македонски Брод. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.